Жаре, зашто ќе збориме денес? Па за ова, за те... Монца? Може. Не, Наси, за тебе бе, за тебе. За тебе за ова, за кариерата, шо ти. Ајде, кажи некое прашање да знам да се спремам. Прво прашање е кога ќе ти биде следнава, што ти е турнеја, кога ќе ти биде? Како турнеја бе, Жаре? Која турнеја? Што турнеја? Мислам ова, што ми беше зборот ова. За дека кидеш у нов клуб. Дека кидеш у нов клуб, да е ти турнеја клуб. Каков клуб бе, Жаре? Ме буниш? Не те сваќам. Не клуб, мислев ова, што имаш улога у театар? У театар, па ти што ти е улога? Каков театар бе? Каква улога? Ти нели знаеш? По 100 статуси твита на ден пишувам бе, Жаре. Интернет бе, знаев. Знаев. Извини. Мислам, збунет сум, те имам гледано, огромен фан сум ти имам гледано и у интернет двојката, ти имам гледано огромен фан. Гледате 1 на 1 сезона 7. Вечерашен гостин Владко Василј. А сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. Добро се Жарко Димитриевски во новата 1 на 1. Ова се Пеперминт. Се што се случува во оваа емисија, пајаче. Се излегуваат луѓе, кој како сака. Дали сме расположени? Гледам дека Ѓоко не ви го дал сендвичот се уште, но окей. Ке средим и тоа. Што е наактуелно, знаеме? Дуи ги повлече министрите. Да, откако ги повлече, ги предложи новите. Да, има нови министри во владата. Од нив дури 4 имаат помалку од 30 години. Помалку од 30 години, тоа не е заплус, пријателе. Така е, млади кадри, убаво викаш. Запрашан зошто се одлучил за толку млад кадар, Али Ахмети одговори за да има кој да го дружи Диме Спасов. Па немам другарчиња во влада. Све се старци. Неодамна почина Заха Хадид. Била со одлично здравје и затоа сите беа изненадени од смртта на една од најголемите архитектки на сите времиња. Се шпекулира дека починала откако видела слика од Скопје 2014. Само мен. Само што ми јавуваат не е вистина, не починала од тоа, починала од како ги видела фактурите за Скопје 2014. Јас во Лондон да работам за 5 пати половина. Илон Маск, пронаоѓач од милиардер, објави дека покрај новиот Тесла 3 автомобил ќе има и друг новитет, моделот Тесла СК. Овој модел ќе биде адаптиран за возење низ Скопје, односно ќе може сам да претекнува на дупла лента и ќе пцуе мајка на дури 10 јазици. Сузана Турунџиева им се обрати на младите преку Facebook и ги посоветува девојките дека убавината не доаѓа од премногу шминка или тоа каков бренд облека или телефон имаат, туку одвнатре. И навистина тоа е една прекрасна порака на која младите одговорија. Која е Сузана Турунџиева? Таа да не беше на кралот Маленко трети.
Харисон Форд и Стивен Спилберг објавија дека ќе снимаат пето поред продолжение на Индиана Джонс. Тоа е добро. Иако Харисон има речиси 80 години, тој сепак уште еднаш ќе го глуми најпознатиот професор археолог. Со оглед на тоа дека се работи за 80 годишен професор, предпоставуваме дека во овој дел Индиана Джонс им најавува на студентите дека ќе дава потписи во вторникот 3 до 4, но сепак и вака и така не доаѓа. И ќе се вози во автобус во вторник и петок. Познатата згодна водителка Николина Пишек на Инстаграм напиша, баш под оваа слика долу, дека некој човек ја запрел и ја прашал дали е маж. Инаку, ова не е прв пат позната балканска убавица да добие исто вакво непристојно прашање. Верували или не, пред само 3 месеци, исто во ова му се случи на Боки 13. Да, го праша. Извини, маж? Северина се облекла многу провокативно за настав во Минхен. Еве овде. Да. Овој изглед на пејачката воопшто не му се допаднал на нејзиниот нов сопруг. Па дури тој се налутил и не и правел муавет. Ако ова толку многу го вознемирило кутриот сопруг на Северина, тогаш му предлагаме никако и никогаш да не го гугла името на жена си. Никако! Out of the question! Син му на кеба? Да, најпознатото селфи на Балканот. Наместо да се слика со најзгодните манекенки, како и досега, оскаровецот Леонардо Ди Каприо овој пат се сликал со орангутан. Ди Каприо потоа порача да посветиме повеќе грижа за животните, а орангутанот ја порача песната од Титаник и му рече крениме Леонардо. Ди Каприо тој доле. Не мислам да не. Како е во светот? Во светот најпопуларни се глумци, старлети, манекени, манекенки, поп-пејачки, не знам. Кај нас во моментов најпопуларни се Катица Јанева, Фатиме и Ленче. Абе, мали деца знаат која е Фатиме. Мајка ми ми ја пушта Фатиме на YouTube кој ќе неќам да јадам. Пит ти материна, ќе ти пукам со пиштол, ќе јадам. Знаја му сакате. А Ленче со тој гласот која ќе зборне, Значи си викам само зборувај ми, Ленче, прави го тоа. Сега ќе ви представам кој ќе легне, јас ќе легнам. Шега на страна, на вистина се супер звезди и толку многу влијаат некако на општеството што мислам дека кај да е за некоја година и народните поговорки ќе се променат заради нив. Например, на ведната глава катица не ја сече. Или џабе апси, џабе не седи. Или убавата обвинителка затворски порти отвора. Ама искрено да ви кажам, значи ова е најискрено. Катица Јанева ме потсеќа на оние наставнички нешто ни пишуваа кецови, ама со смеење што ни ги пишуваа. Сега ние ќе отвориме истрага. И ќе апсиме луѓе. Баш како за во филм. Хорор филм. И Ленче од таму, нели, се убацува. Јас сега се ќе објасним. Дали има некој прашање? Јас имам. Што сакаш ти изборувај? Зашто сакаш да ти за било што? За запсење, за затвори, за закони, за членови во закони. Зашто сакаш? Цртај ми на графикони ако треба, само зборувај ми. Фатиме кога ќе се појави, нели она после доаѓа на ред.
Она кога ќе се појави мене нозете ми се сечат луѓе да ви кажам право да. Ленче ако ме возбудува, знаеш, од тоа зборењето така како хотлайн малку ми е. Ова не. Па кога ќе почне да цитира, го легнаа на земја и му рекоа: "Ке те пукам со пиштол во уста, ке ти пукам со пиштол, пи***о, ова ти е поздрав од шефот." И тука нормално секогаш е Љупчо Златев. А становите? А киријата на Радмила? Не, замисли ја Фатиме дома каква е. Па тешко на маши бе луѓе. Што мислите, тоа лесно е да се живее со Фатиме? Влегува Фатиме дома, маши. Здраво срце. Еве по втор пат ги мијам садовите, сакам да ги светнам како ти што сакаш. И таа му вика: "Те поздравувам според член 126 од законникот." 126. Што беше тоа? Да, и го рибав и вецето преска го рибав, да. И Фатиме му доаѓа: "Каде е нашиот пород? Каде е синот наш?" Мислам дека е во другата соба, не знам. "Сине, тебе ти говорам, сине. Каде си?" Замислија со комшивката Фатиме си седат си прават муа. "Еве, само што ручавме. Компир, манџа и супа од петел. И синот наш не сакаше да јаде. Му реков: "Ке те пукам со пиштол, пиз..." И сопруга на Фатима таму: "Јас ке јадам, срце, уживај, остави." Аплауз за Мешевски. Здраво. Ајде за рециклирање. Како си? Знаете што, само имам информација. Мешевски треба да добие аплауз не само за тоа што е носач на канта за рециклирање, очигледно, туку и поради тоа што после 20 години активно пушење ги батали цигарите. Браво, Мешевски. Седи. Ајде, ќе седнам. Ја ти кажам, Амбрела многу ми помогна. Мило ми е, Мешевски. Ем се ги доби вкусовите што ги барав. Добро? Ем не си штетам како се обичате цигари, светска работа. Браво, Мешевски, браво. Океј, ајде. Океј. Ајде. Доаѓа Великден, земете си одморче, нормално, отидете си на едно фино незаборавно патување со Савана, number one агенција, и ако си направите резервација, можете да си платите со Стопанска банка секако. Пред да продолжиме со Владко Васил, имам две многу важни информации. На 12 април, на сајмот на книга, нашиот пријател Игор Џамбазов ја промовира својата нова книга "Умрен човек". Почетокот е во 18 часот, локацијата е штандот на Издавачки центар 3. Браво, Игор! Да. Втората информација е дека на 16 април, сабота, во сала Борис Трајковски ќе се одржи голем хуманитарен настан на кој главна ѕвезда ќе е Ник Вујичич, австралијанец со српско потекло кој е роден со редок синдром кој го има оставено без раци и нозе, но и покрај тоа. Ник денеска е еден од убедливо најпознатите мотивирачки говорници во светот со своји гостувања на најпознатите светски ток-шоуа, меѓу кои шоуто на Опра Винфри. Со гордост најавувам дека ќе има и свое ексклузивно гостување и тука во 1 на 1. Присуствувате на настанот на 16-ти. Купете си билет. Одличен човек, фантастичен човек. Фантастичен човек. Билетите се преку МК Тикетс по цена од 100, 200, 300 и 1000 денари и средствата ќе одат, да знаете, за опремување на првата спортска сала за лица со попреченост во Македонија. А сега едно кратко и неверојатно инспиративно видео од Ник Вујичич токму, па се враќаме со Владко Васил. Може. Работам за СДСМ, Добро. работам за ЗАЕФ, работам за Сорос, Добро. работам за странски служби, работам за мрачни сили. I think the biggest problem we have in this world are men. Men who are not fathers. Men who are not husbands. And they fall. When there is no example of a father figure for the family, where is the anchor?
got the joy. Give me some hope, man. Talk to me, man. If you don't get a miracle, you can still be a miracle for someone. Give me a hug. I love you. Take care. I'll see you guys around. This world really needs hope. This world really needs direction. This world really needs truth. I want you to know something. If you're alive, you have a gift. The gift of growing. Battle after battle, you need to understand you will get through this. That's the power of hope. When I was 10 years old, I tried to drown myself. I tried to give up. Why? Because I couldn't see hope. I want you to know I'm so thankful that I'm still here. Don't give up. Thank you, Lord, that you've given her the doctors and nurses to survive the cancer. Lord, I pray for joy. Lord, in the times when they feel alone, may many hearts be touched. Anoint her. Give her the opportunity. Lord, we pray that you will lift up this country out of the darkness that it's in. We're visiting a HIV/AIDS orphanage. Sometimes it's hard to be strong. Check this out. So cute. Look how beautiful my boy is. Hi, baby. How's Kiyoshi? Oh, I miss him so much. I love you, baby. Love you. Добро, разбрав дека сте биле блиски, окей. Да, така е. Точно се разбрали. Окей, као што се договориме, кажи ни нешто за него и ќе ти даеме што сакаш. Што сакам? Па вие знаете дека ја ништо освен него не сакам. Ама ај ќе ви кажам. Па, зашто сте толку блиски со него? Па тој беше посебен човече. Поинаку беше од сите останати. И навистина интензивен. Да, неговиот мирис се уште го чувствувам. Едноставно, откако пробав, ми се зголеми апетитот, човече. Ми помогна со сите дигестивни проблеми. И сето тоа беше навистина жешко, ама го пробав и на ладно. И пак уживам во него. Нема шанси, јадеш. Сигурно претеруваш. Ја претерувам, па не претерувам. Вака како што ми изгледаш и ти би уживал со него. Што? Фу, не би било лошо и ти да го пробаш. Така мислам дека најдобро ќе сватиш зашто ти правам муабет. Окей бе, доста више со тие сентиментални глупости, кажи како се вика. Тоа е чај од нане. Што не кажеш бе? Што не кажеш бе? Ја вакви глупости пијам цело време. Еди се, нема врска, кажи што сакаш, ајде. Ништо бе, друже, само еден чај за мене. Па рековме све што сакаш. Па чај сакам. Добро. Се враќаме назад. Нашиот гостин е највлијателен твитерџија, не знам, многу години поред, исто така еден од најозборуваните луѓе на Facebook и на Twitter. Баш ќе биде интересно да го видиме на оваа другава страна од мобилниот, веројатно. Владко Васил е тука. Владко Васил! Васил, Владко! Што е ова? Пред да почнеме. Опасен си ти, хеј. Пази. Мебелот на кој седи Владко е од Пункт Мебел, можете да си го купите таму и ако многу тебе ти се допадне, ти вика дека си имал многу пари.
Ќе го земеме, нема проблем. Од тука да го изнесеме директно од емисија. Ти имаш доволно пари Толку тоа да имам го за направиш. сега да го Да. Мене да ме јада ти го носи. Борко да стои. Ај ќе дојдеме до парите. Чекај сега, чекај. Презимето. О, мислам дека секој сака да го знае. Вистинско ли е презимео, измислено ли е, псевдоним ли е? Шо е работа? Кој се презива Васил? Презимето не е измислено, вистинско е. Да, така се презиваш. Избирачки список, лична карта, Ќе докажеш? докажувам. Сигурен си? 100%. Ај, баш да видиме. Лична карта, господине. Овие небитни. Овие небитни до Колку избори. лични карти имаш? 5. Владко Васил, токму така. Државјанство македонски, полженски. Браво, мајсторе. Браво. Иначе за презимето, да кажам. Сигурно не Презимето знам. е променето, да, по моја иницијатива. Иначе е татково име, татко ми се вика Васил, па ја го преземам во негова чест, зашто тој е еден од најголемите херои во мојот браво. живот. Браво, ја... Да. А како беше претходно? Станковски. Стварно? Да. Мислам дека немаше да успееш како Владко Види. Станковски. Испитав ја, сега да не исечам некоја лоза Аха, со долги побара да корени на видиш? презиме, да, побарав на дедо ми некој си Вујко се викал Станко, па на Добро. Станковски. Да бе, Станко Чековски, Ѓорги Чековски. Да, и решив дека да почнем. Не, па така го викаат. Решив Е, па да супер, почнем, значи да. Васил почнува од тебе. Васил Ја почнува од почнуваш мене, лозата Васил. Да. Со доста приказни зад името и презимето на татко ми, Супер, кои што можам у следни генерации да ги раскажувам и да Браво. ги носам. Дело ни, се надам, ќе кажеш и тука. Дали тоа значи дека лесно би го продал и името? Името не го менјаме, само презимето. О, е. Васил, кога отвори Facebook и Twitter, се сеќаш? Или више ти е магла? Facebook не се сеќа, ама Twitter 2011 година, Не е јануари точно. месец. Не е точно. Има една апликација на интернет преку која што го гледаш првиот твит на секој корисник. Така, ете, има некој што знае. Ние го проверивме тоа, излегува дека Васил има отворено Twitter 2006 или 2007, не сум сигурен, да видиме првиот твит на Владко Васил. Ево го, 2006, честитки за ВМРО, конечно ќе се оправи работа. Ево го. Ништо нема мамено. Така е? Добро, не е така, окей, дајте го вистинскиот твит. Си пишал тилт. Тилт, На да. првиот Првиот твит е тилт. тилт. Кој би предпоставил дека ќе станеш највлијателен твитерџија со тилт? Жаре тилт, кој играш, Е добро да на кој ќе флипери. мрнеш, значи го И тресеш што го цел тресеш систем. твитерот И се демек ти? уклучува. Па Со не твојот твитерот, влез? Види го само бендисан од одма. Од кај си? Од Чаир или Маџари? Тоа ми е малку сега... Чаир, па со поделбата во Бутел, па од Аха. Бутел по Лондон, па од Лондон во Маđари. Во Лондон. Ау, за ова ќе ми кажеш. Дај прво само претходно. Си, значи, срекно, оженет, Срекно, си имаш оженет. детенце, Така. си имаш работа нормална, така? Па, Што но- работиш? Што ти е професија? Ко професија, значи? Поред работите што ги слушам, за мене работам повеќе работи. Работам за СДСМ, Добро. работам за ЗАЕФ, работам за Сорос, Добро. работам за странски служби, работам За за масоните? за мрачни сили. Не смеам да кажам за масоните, За да. мрачни сили. Вау, За тоа мрачни ми се сили. свиѓа. А вистински што работиш? Работам пиар и пишувам во Фокус. Значи работиш пиар и пишеш во футбол? Претежно работам странски инвестиции што ги донесе нашиот премиер, екс-премиер. Премиер што не е премиер, а личи на премиер. Добро. Никола Груев. Добро, може и така. Чекај, значи вистински работиш пиар? Вистински работам пиар. Тоа да. ти е професијата? Професија, да. Пиар. Интересна работа, браво. Ајде да те вратам се на Твитер. Колку имаш собрано се награди бидејќи не знаев у најавата? 4 се? 4 одржавања на Твитер награди, 4 награди поред за Ти највлијателен. Така, значи друг до сега нема земено награда за највлијателен. Нема, ама Шо? следната година ќе има шанса да земе. Еве кај тебе у емисија ексклузивно кажувам дека се повлекувам од Твитер награди. стварно? И па кога можеше Груевски да се повлече, зашто да не ја? Значи се, добро. Океј. Еве ви шанса. Добро, може и така. Која е разликата меѓу публиката на Твитер и Фејсбук, бидејќи ти си доста популарен и ваму и ваму? Публиката сега може не е различна, зашто Твитер доби на големо значење у Почна Македонија. да станува популарен. Да, почна да станува благодарение Ама се на уште далеку е од Фејсбук сега.
Па тај МК многу помогна Влијаеше у на тоа. тоа? Да, многу помогна зашто не мора да имаш Твитера да ги читаш најретвитаните твитови и да Точно. бидеш во текст со што се дешава на Твитер и од тамо да го влечеш. Ти пишуваат во приватна порака на Твитер и на Фейсбук, онака рандом луѓе што нити ги знаеш, нити си ги видел. На Твитер не сум отворил, а на Фейсбук ми пишуваат, да. Да? Па ја ги, да, шаре. Што е, кажи ми пример, бидејќи више си стварно доста популарен. А не си бил пред, така допред 2-3 години никој не те ни знаел, веројатно, вака на улица. 4-5. Така толку се? Да. Извини. Што се, не знам, дај ми најпозитивна и најнегативна работа од оваа популарност што ја имаш. Па позитивна работа ми е тоа што луѓе ме среќаваат на улица, ме поздравуваат, ти даваат кураж, те поддржуваат, ти викаат браво, тоа што го правиш едноставно ти испунува. А негативно тоа што поминува може повеќе време него што треба. Аха. Знаеш, она ти станува веќе унавика, цело време си со телефонот во рака пред компјутер. Јаде енергија, а? Јаде енергија, по 1-2 батерии на ден. Ама кој си? Види, добро. Можеш да си направиш, не знам, гарант има некој телефонче со акумулаторче овде у џеб. Цело време биди си. Пуњаче там. Со пуњач шеташ, а? Ама од оние портабл пуњачи, а? Одлично. Кажи ми колку имаш сена се, како се викаат следбеници и на Твитер и на Фейсбук се викаат followers. На Фейсбук, па да, исто се викаат сега, Така, да. На до Фейсбук скоро имам не беше. 22.000 фоловерси, 5.000 пријатели. Значи 27 некоја бројка, добро. Колку кочани градот. Колку кочани да ме следи цел. И на Фейсбук и на Твитер, а? Не. Само на Фейсбук. А на Твитер имам 22.000 и нешто. 22, значи сега се околу 50.000 те следат. Па мислам дека и се поклопуваат, ама еве да речеме 30.000 за 4 пратенички. И те препознаваат на улица, онака ти те запира. Да, бајаги, да, ме препознаваат, да. Ова фаца се забора. Оваа фаца е уникатна, да. Ти пречи нешто или не? На фацата? Да. Или се уште не си стигнал до Саша политика пазам. Ча. Не ми пречи, едно после 3-4 минути у гледање огледало, се убедувам. Да, ти се случува пример, рецимо шеташ на улица и гледаш дека некој те прати тебе, а воедно и ти чита твитови. У автобус ми се дешавало. Да? Да, у автобус. Сериозно? Да, стојам и да видам некој го чита или Твитерот или Фейсбукот, онака скришно, гледа го. И нели ти доаѓа да му направиш? Би влегол во СДС, тоа значи? На ова прашање одговорив во 2013 година. Дали имаш конкретно? Имаш ли земено пари од некоја политичка опција или од, не знам, невладин сектор или од Сорос? Имаш ли или немаш земено пари? Жаре, ја искрено, овие не ги сакам бесплатно и немам ништо земено. Значи немаш ништо земено? Ништо не. Никакви пари немаш добиено? Сум давал консултации, не викам не. Сум давал, да. Ама какви консултации? На кафе муавет На или кафе специјално муавет, дојди да. на консултации? Не, специјално, не. Значи, Специјално, добро, само добро. специјално Вака, јавно пример винител. сега после емисија, мене ако ми кажеш, абе слушај, овде шминката не ти е добра, ружен си, така, такви консултации. Да. Све за без пари. Да. Се извинувам. Заев. Зоран Заев? Во, А, ти си. Кажи, бе. Кажи побрзо. спасе, бе. Добро, кажи побрзо, имам гости, најде. Слушај, го гледам тој гостинот, тој со политиките, Владко Васај. Како? Васај, Владко. Ме Да, слушаш? Владко Васај, да. Да, окей. Дај ми го нешто да го прашам. Те молам, не го замари, Да, човек. дај ми го еден. Викаат дека Сорос го Досад- плаќа мамата ќе ни, слушаш? Биди мирен. Ово. Тие се мокшни сили. Те барат спасе. Битен ти е. Васај, Еј, добар ли си? се држам. Ти? Слушај, нешто да те прашам, ама да не знаат вака други, бе. Никој да не знае. Добро, Ќе правиме- чекај малце, чекај, за да не знаат. Ќе Ќе правам трета партија. Значи, добро, трета опција, ни ВМРО, ни СДСМ. добро. Булачани ќе ни биде центар. И дедо ми е од таму. Па знам ја, со дедо ти знам се, мислам порано, да те земеме тебе вторна листа да бидеш. А прв? Ја прв ќе бидам, зашото... Осте го ти Заев, ја имам и корнишони и пари, шо ти со него, батали го него ти. Батали ги и Сорос и сите тука, и тој Груевски те лаже. Тој ништо ти вика, ке те Таман ја си е.
ти дојди кај мене, мислам му ти и Трифун ќе прифати. Трифун прифатил век. Па таман сме ја ти и Трифун носители. Тројца. 30.000 следачи, 3 пратенички, влагаме сигурно. Па само не му кажи на Жаре ке сака и он. Народ. Добро бе, немаш земено пари. Да се вратам. Кај е тука ќарот да те пцуе пола? Може би не е пола, може е 10% сега. Ама еве да речеме заради for argument's sake што викаат. Пола од кои 30% фантомски. 30% фантоми. Еве пола да те пцуе, да те прават. Кај бе Васил ќарот? Ја не свегам, знаеш, на кај идеш со целиот тој Twitter, Facebook кариера, целата таа, што е целта? Знаеш, примаш само негативни работи од тоа, некако ми изгледа, извини ако грешам, немаш ќар некој од тоа? Па не треба да имам ќар, ама Жаре, на едно двумење сум во целава ситуација. Ова не си ти прв што ми го кажуваш, кај ти е ќарот, зошто пишуваш, што понатамо. Да бе, зошто да те пцујат? Просто едноставно. Гарантно роднини ти го зборат тоа. Нека ме пцујат, фудбалерите ги пцујат сите, па нема везе. Ама фудбалерите лапа баричка бато. Лапа, добро. Ја гледам среќата од други работи. Ајде. И сега се мислам, баш тоа што ми го кажуваш ти, ја го размислувам и ме прашуваат други луѓе, што понатаму. И сега сум на еден поделен пат. Дали да продолжам, да бидам она индиректен коректор на сите владини јавни политики што ни се случуваат во Македонија, Тоа и што да го правиш сега, продолжам да бидам opinion maker на еден начин, или може би да го прифатам предизвикот и да почнам директно да се инволвирам во политиката. Тоа значи дека имаш понуда? Немам понуда, но би размислил ако би имал. Па народот нека одлучи. Ако влегуваш. Ако влегуваш, поставам тоа нема да е ВМРО, пошто цело време збориш против нив. Би влегол во СДС, тоа значи? На ова прашање одговорив во 2013 година. Добро. Очекувам писмен одговор. Види, моje мислење, ако те интересира, а не те интересира, е тоа дека ја таму не би да ти кажам воопшто во политика. Зошто? Зошто не би? Што знам? Види, има една изрека од Черчил, веројатно, или од не знам, дека вика војната е премногу сериозна да им ја оставиме на војниците. Тоа веројатно може да се каже и за политиката, но кај нас работите и зрелоста демократска, мислам дека не е таква за да влегува еден чесен човек како што ти ми изгледаш. Значи, како да ти кажам? Тоа нели сакам да кажам, веројатно свесно ти ќе влезеш во пештерава со змии. Јасно. Жаре, ама еве земи си оваа аналогија направија. Ако честните, скромните, искрените луѓе се дистанцираат од политиката... Ама и они викаат дека се честни. Слушај, сега, автоматски им ја оставаме политиката да ја водат тие за кои мислиме дека не се честни, ме разбираш? И после тоа индиректно влијаеме, но ништо не се менува. Си работат дел за собствен интерес, дел за некои владини проекти и ние од страна чекаме. Едноставно тие треба да бидат кои што треба да ни удоволат. И се додека се дистанцираат паметни, интелигентни, млади, поштени луѓе, а мене не ме интересира политика, политиката е прљава, политиката е првата професија во светот, ќе си стојам на страна. Баш напротив, тие луѓе треба да се инволвираат за да се направат промените. Зашто сигурно ќе влезеш ти со идеја да направиш промена. Да, ќе влезеш у тоа море на ајкули, на пирани, но ако не си сам, ако се повеќе души, немо. Да, добро, окей. Ти си, знаеш, твоја работа. Ја таму не би, па сега ти како сакаш. Али добро. Те знаат ли од дома дека сакаш у политика да влагаш, бе? Еј, после емисија мајка ти да не ти се љути. Вечера дома нема. Бидејќи имаш политички амбиции, вредно е да те запознаат подобро. А сега јас ќе ти дам една шанса да те запознаат подобро. Ми спомна Лондон си живеел. Така? Да, во Лондон, јас колку што се распрашав со твои пријатели, си бил на, сега не знам, не цело време, ама еден дел си бил на плантажа за берење јагоди. Да. Така било? Така. Како Владко Василј стига на плантажа со јагоди, кажи ми, укратки црт? Лондон отидов пред 10 години, 20. Зошто? Онака? Онака.
тука се ми беше окей, добар студент, интересно друштво, Така. градско дете, искачеш, ама предизвик да видам, да прошетам, да искусам како и останав тамо 4 години. Кога рече пред 10 години? Пред 10. Ти во време на СДС си избегал, а тука збориш не чинело. Срамам те видам. Ја во време на СДС, ама 6.000 во време на ВМРО. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Најверојатно никогаш нема да возите Формула 1. Но сега има начин да откриете какво е чувството. Би Монца, биди број 1. Хидромал Флекс, број 1 хидроизолација од Адинг, гарантирано сува во вашите купатила, кујни, тераси, бањи и подруми. Македонски производ и докажано најдобро решение. Хидромал Флекс. За начинот на употреба, дозирањето и примената задолжително консултирате се со вашиот матичен мајстор или градежен инженер. И одиш во Лондон, значи. Океј, и како стигаш до работа? Од одма ти беше договорено, уште од Од одма, Скопје тука знаеше? седнав, напишав писма. Значи, Баш само писма? иницијативно, да, на интернет ги симнав, напишав писма, ги спакував документите, ги пратив и ми стигна потврда, да, заинтересирани сме за твоите берачки услуги. способности. Никогаш у животот претходно. Чека, значи old school, не на мејлови, Не, него писменце. Ништо си ги собрав документите у амбасада, Некоја 6 плантажа месеци. ти врати писмо. Ми врати, да. Браво. 6 месеци виза ми дадоа, се качив на авион. Кул. Отидов тамо. Како се снајде? Тешко, лесно, бидејќи нели сите викаат дека тешко е на Значи англиски бев камен. Камен бев. Мам, дед, кет, пусикет. Зборови што нема тамо да ти помогнат. Не разбираш? На почеток. На почеток. Пусикет, ако го скратиш, знае да ти помогне. Добро, ама? Стигам жарена у Колчестер, фармата 120 души, 100 бугари, 20 руси и украинци. Ја еден македонец. Сам македонец? Да, сам македонец. Стигаме тамо едно поле, колку Вимболдон. Плантажи све јагоди. Аман бе. И ти си Викам, кажеш кој ќе го бере ова бе? Кај сум дошол ја да берам јагоди. Тешка работа, а? Мислам физички напорно. Жаре, физички напор на 12 сати. Оу. Клекнат на земјата и одоле се берат. Чучни бери. Мали јагоди, едни мали, колку рейтингот на гром мали. Бери не се бере. Клечи, стани, ползи, прај, ништо. Идам ја на мерење, 17 кила. Добро. Тоа е малце. Слушај, имаше двајца руси. Добро. Јадеа спидови. Оу, дрога. Спидови јадеа, за да берат побрзо. Оу. Еден ден ја набрав 27 кила, Добро. русинот набра 140 кила. Уу! Представи. Се надевам децата ова нема да го сватат како совет. Значи, не. Не, никако. Никако. После тоа завршија лошо русите. Кај се сега? Кај се сега русите? Да. Пола од парите му ги зема у Панама. У Панама. И од тамо собирам некој си 500 фунти, викам јас си одам од тука. Со 500 фунти у джеб, викам такси, спремен, направен на Викторија Стейшн. На Викторија Стейшн се си мињам, викам ја останувам у Лондон. Како бе? Така, Со план? Без план. Останувам, викам и ја Без ќе да имаш пробам. работа? Без да имам работа, вртам телефони, претходно имав договорено, ме зафркнаа. Да не ја шириме приказната. Добро, и остануваш, И викам отидете не, по долгата? да, останувам, викам и немам што да правам. 2 дена спиев у Вимболдон у парк. На Парк? отворено, у парк. Среќа, знаеш, Лондон врне секој ден, 2 дена не врнеше. Оу.
ми се јави еден бугар што го запознав од фармата, ми вика, ја ти најдов работа, сместување, ке то однесам у Кројдон, одам ја таму у Кројдон, работу ресторан, миев садови, у подрум, се снаоѓаш за да преживееш, да направиш. Таму си најде сопруга. Македонка. И тоа у Лондон најде сопруга македонка. Македонка, да. Имаш само една интересна приказка, мора да ја раскажеме за како ја запозна Марија, тоест не, чекај сега да не грешам, Марија се вика сопругата и сте имале нешто, сте работеле во иста куќа? Мојата фирма кај што работев, Добро. ги даваше услугите на куќата кај што Марија работеше бебиситерка. Значи ти градинар? Ја таа градинар, бебиситер. она бебиситерка, ама ние претходно бевме уврска, значи се однапред знаевме. се знае. И сега ти не можеш да кажеш тамо на работа. Не можеш со послугата, ја тука со шантрам. послугата. И ја на тие пољаците што ми беа Колеги? ортаци, да, колеги, им прави фори као види сега на девојката што ќе направи. И тие се чудат, абе не прај ке не избркаат, ке не избркаат. нормално. Ако може кафенце, ако може. Оне сега ако може кафенце се врти овој за газ. Пау! Ајде одиме со две лаги и една вистина. Тоа е сегментот во емисијата кај што кажуваш три изјави, од која што една е вистината, ама сите се неверојатни. Изјава број 1. Сум ја правил градината на Ленокс Луис, боксерот, тешка категорија Добро, шампион. окей. Демек во Лондон. Во Лондон, да. Добро, тоа е изјава број 1 Ленокс Луис. Изјава број 2. У грату бар у Лондон. Добро. Палам цигара. Внатре ми доаѓа еден дечко, ми вика дечко упалјач, зима 2 цигари запалува. Добро. Ги носи следната цигара, ја носи на Џорџ Мајкл. Џорџ Мајкл. Вау. Ти направи познате по тоа. Така, оддалеко. Добро, ајде. Трета изјава. Имам членска од ВМРО. Мене ова заверување ми е да ти кажам. Одиме вака. Кој мисли дека ја правил градината на Ленокс Луис? Владко Васил. Ја правил Жими Тасета. Тројца, четворица мислат. Двојка. Џорџ Мајкл дека случајно го запознал во кафич во Лондон. Има. Сосема солидно. ВМРО книжка. Има и тоа. Има и тоа. Која не е вистина? Неам членска од ВМРО. Добро, нема членска од ВМРО. И сега вака. Ленокс Луис, Џорџ Мајкл. Која не е вистина? Џорџ Мајкл не е вистина. Градината на Ленокс Луис. Градинарот. Свеќето на Ленокс Луис го расне. И на Едгар Давидс, на Окоча, фудбалерите сум им ги правил. мамбе? Да, да. Автограф, а ништо селфи нешто? Немаше селфиња тогаш. Требаше со оној апаратот. Па да. Вау, збореше со нив? Не, со Ленокс Луис така само, излезе, не праша Као кафе, баце дали шоприш. сакате, да. Што градина имаше? Мислам, некој мало, фино или? Па. Мало. Бајаги големо. Бајаги, Да, Бајаги. Колку митинг на ВМРО? Поголемо. Ајде да видиме колку стварно ги знаеш политичарите. Ајде да те тестираме. Ајде. Пуштете му политичари на видео зид да видам, ти треба да ми ги објасниш, времето е многу кратко, треба да ги погодиме сите за 20 секунди. Идеме, прв политичар. Еј, овој Копривата. Овој со мал рейтинг што е? Стефче Акиловски. Двојче. Градоначалникот на Битола. Не знам како се викаше. Владимир Талевски. Вајда. Океј. Овој еден што е? Еден? Еден. Еден е Павле Трајанов. И овој другиот еден што е? Тие двајца се у различна партија по еден човек. Павле Трајанов и Тито Петковски. Тито Петковски. Така е? Министерката за внатрешни работи што е министерка за труд и социјала. Абе висока политика. Министерка за внатрешни? Да. Сега, Јанкуловска не е. Што треба да биде за внатрешни е на труд и социјала. Ременски ли? Ременски. Добро. Овој што е премиера, не е премиера, личи на премиер? Никола Груевски. Не, овој другиот. Мермер што не е мермер. Овој што не е Хорхе, другиот. Емил Димитриев. Па речи не е Хорхе.
верни до гроб. Ау, Џафери. Мислам, мен дуктачи бе. Тачи. Џафери. Толку. Толку е. Добро е, браво, добар си. Јангдерм кремот врши интензивна нега на мрсна и проблематична кожа. Како се вика овој сегмент во 1 на 1? Јангдерм квиз. Не е така, минута се Јангдерм. Ќе закасниме. Ќе закасниме. Ќе закасниме, бе! Готово, нема, да знаеш дека ќе ни затвори. Да, готово. Што ми даш мобилен, бе, паричник ми треба, у банка и нема. Ова ти е сега и мобилен и паричник и банка и се. Не си чул за M-Banking? Види бе, сега се можеш од мобилен да направиш. Значи да провериш состојба на сметка, да платиш рата за кредит, да пополниш налог, да провериш каматни стапки, курс на листа и што уште не. Море модерни времења, еј. Чекај селфи. Луѓето ме прашуваат две прашања. Првото е, Мешевски, планираш ли да оставиш? А второто, зашо не пушиш обични цигари? Пушам електронски цигари, зашто се одвикнав од обичните. Сега си пушам каде сакам, кога сакам, си се чувам. Имаш упалјач да запамти да? Ете, уште пушат обични цигари, одбиваат да влезат во 21 век. Ова е минута со Јангдерм, заедно со Мешевски тука и Даниел и Јован. Даниел и Јован, еве ти тебе Мешевски почеток и старт. Тука може? Може, Ето така. Значи правилата се многу едноставни, кој прв го фати Јангдермот има право да одговори. Точен одговор плюс 1 поен, негативен за неточен. Значи 60 секунди почнуваат сега. Добро, ако Јангдерм ви го чисти лицето од акни, наброј ги имињата на соседните држави на Македонија. Србија, Добро. Албанија, Добро. Бугарија, Добро. Грција и Косово. Па добро, ајде, ќе се важи, да, така. Океј, добро, да. Океј, Јангдерм лосионот содржи екстракт од алоe вера. Колку е 10 делено на 2? 5. Така е точен одговор. Јангдерм влажните марамчиња не содржат алкохол. Како се презиваше американскиот председател? Џон Фицџералд? Џон Фицџералд? Кенеди? Точно така! Јангдерм подлогата за шминка е збогатена со екстракт од камилица. Кој број следува после 68? 69. 69, точно, браво си. Јангдерм кремот врши интензивна нега на мрсна и проблематична кожа. Како се вика овој сегмент во 1 на 1? Јангдерм квиз. Не е така, минута се Јангдерм. Негативен поен. Ако Јангдерм лекото за тело има депантенон, како се вика овој што седи до мене? Двајцата одговарате. Мешевски. Така е, двајцата имате точен одговор и толку е, браво. Двајцата добивате Јангдерм, како што тоа бива обично во емисијата. Се враќаме после тоа назад. И за крај само да те прашам дали е светло или темно во Москва ако тука е 20 часот? Светло е. Темно е, ништо. Добро, окей, тоа не го знаеш, да видиме дали го знаеш ова. Синти, Нешто Олег, да го праша знаеш? за у Америка. Се го знам. Добро. Значи, Синти, кажи ми, дали знае воопшто дека твиташ, дека социјални медиуми си активен, познат, има воопшто нешто со тоа или Мало е, не се замара со политика уште. Не се замара? Се замара, не се. Ама го носам по протести. Има една случка на протестот после 5 мај, што беше, па снели следа едно 2-3 протеста и се одеше од влада до собрание и ние зеа дека со него да скратиме пат низ ова банките што се тамо. Добро. И редица колона на полицајци, на овие желките, и ние одиме и ме прашува малиот кај одат овие, викам одат со нас. И тој еден не слушна и вика, а ти кај одиш? Вика, ние идеме да го избркаме змејот. Не се твита пред мали деца. Владко Василев беше еден на еден, ова ти е Good Nature, ова ти е витаминка, пријателче, ова ти е да си одиш во реофлатна многу летна бавча и бидејќи тебе ти треба доста енергија во твоите активности, еве ти една монца. Владко Василев, дами и господа, беше ова Владко Василев.
останете имаме настап од Ива Христовска и благодарам. Трага бела прашина, бела зима, бела белина. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Британското министерство за здравје потврди дека електронската цигара е 95% поздрава алтернатива, вистински проверена. Електронска цигара со клинички испитани течности. Амбрела. Од сега и во повеќе од 30 амбрела и хенди продажни места широм Македонија, во сите подобро снабдени аптеки. Екоцигари.мк. Ова е Перо. Тој има тросовен стан од 80 на квадрати. За само 2500 денари месечна рата. Перо стави прозорци од врвна класа и автоматски алуминиумски ролетни низ целиот стан. Прозорците штедат толку многу енергија, што Перо за 2 години заштеди доволно да ја купи автомобил на Мира. Мира де сопругата. Роломатик. Врвниот квалитет никогаш подостапен. Дали сте зависни од иновации и дигитална трансформација? 150 предавачи, 9 паралелни настани. Учествувате на 4-та индустријска револуција. 19 и 20 април, билети на webit.bg. Севдопрваросно кокиче, кој сокак поминуваш, кој конак ноќва минуваш, дал помниш, дал ме сонуваш, дали ме мој спомнуваш, или љубиш и се даруваш за именица, пари прашуваш, Дојди си, дојди ми, подај рака и не зборувај. Гушни ме и само одболувај. Одлично си поиграв. Жаре супер дечко, се знаеме долго време, исто као на кафенце на пивце да си бев.